Почитувани гледачи, добро ни дојдовте. Ново издание на емисијата Агроспектар, по кратка пауза со ново издание и се она што е актуелно во областа на земјоделското производство. Во пресред е новиот гроздобер, новата сезона за берба на грозје. Лозарите и понатаму во неизвестност каква година ќе имаат, кога се во прашање цените и дали визбите ќе го откупат целиот род. Многу неизвестност на оваа тема, меѓутоа исто така и временските прилики создаваат неприлики во производството. Ќе ја отсликаме состојбата со здравието на земјоделските култури. Наши ваш гостин е професор доктор Ристо Вучков. Добро ни дојдовте, професор. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Еве не повторно заедно во интерес на земјоделските производители, на оние луѓе кои што произведуваат храна. Ке почнеме со осврт на времето. Временските состојби на некој начин создаваат главоболки за производителите, меѓутоа и не се наклонети за производство на храна. Чести промени на времето, долг, сушен период, како оваквите состојби се одразуваат во земјоделското производство, каква ни е хидролошката состојба? Точно е тоа дека во овие наши едукативни емисии кои траат подолго време, времето секогаш го обсервираме како прв и основен осврт за добра обстојба во аграрот. Сите сме ние сведоци на оваа година од самата пролет, што и кои маки ги има земјоделскиот производител со времето, со тие глобални микроклиматски разлики и онаа што го чувствува на име штета по однос на онаа што го прави времето. Ние сме свесни на тоа дека оваа година и ќе ја декларираме како таква во понатамошните емисии како специфична година и неповолна за земјоделското производство. Од аспект на тоа што тие глобални климатски промени што ги гледаме во светски размери, и тоа не треба да не чуди, затоа што со рушење на тој екосистем, со рушење на онаа нормално оптеретување по многу основи за обстојба во земјината топка, економскиот интерес секогаш го руши оној еколошки чин на обстојба на човештвото. И тука, освен екологијата, а тука најпогоден е точно земјоделскиот сектор, а знаеме дека тоа е просторот кај што се ствара храна за обстојба на човечкиот род. И ние навистина имаме необична година, што мора да ја кажеме вистината дека точно ова година навистина големи се штетите и кај овоштарите, и кај лозарите, и кај градинарите. Воопшто штетите се навистина огромни по однос на тоа што имаме многу изразени микроклиматски разлики, а сето тоа е забот на времето, што не е само тука, мора да признаеме, бидејќи ние овие 2-3 дена сме сведоци што се случува во Германија, што се случува во други земји, во Белгија и така натаму, и тоа земји кои имаат многу посовремена техника да стопираат нешто. Меѓутоа времето е непредвидлив фактор, каде што штетите се навистина големи. И што е тука најважното за овие наши едукативни емисии? Сакал или не, земјоделскиот производител мора да се прилагодува према времето како фактор. Дали тоа ќе биде не избор на многу рани сорти, каде што знаеме точно чим дојде втора половина на март или април, нас ќе ни дојдат -8, -10 степени и оваа година овоштарите, производители на кајсија кои ги имаме и во Кавадаречкиот регион, во Велешкиот регион, во Валандовскиот, изгубија навистина многу, бидејќи ова година кајсијата целосно настрада од тие ниски температури непредвидливи.
лозарите не се помалку, потоа оние рани сорти праска, бадемот и другите култури кои навистина настрада од тоа непредвидливо време. А таквото време со онаа непочитување према животната средина, која е фактор која треба се почитува за да немаме такви ексцеси. Ексцесите доаѓаат токму ради факторот човек кој го руши екосистемот, остварајќи некаков економски интерес врз еколошкиот, кој е фактички систем за сите, не за поединецот. Така да, ние кога збориме за времето, јас имам навистина многу голема следливост. 3-40 години го следам времето во Република Македонија. И гледам од година на година, ева оваа година 2021 ние ќе ја оквалификуваме како една специфична година, каде што штетите се големи и тие крајности кои ги имаме. Ние, ако се сеќавате, во март кога имавме емисии, ние имавме втора половина на февруар-март, ние имавме температури плюс 32 степени Целзиусови. Наместо да имаме врнежи од дожд, А тој сушен период продолжи и сега со температури и сега над 40. сите акумулации се празни и тука имаме навистина еден чин на вистинско видување. Голем дел од производителите се свесни на тоа дека сега водата е насушна потреба. Сето ова што го говориме, значи ли дека во наредниот период борбата ќе биде за да се произведе храна? Токму така. Не, во светски размери тоа е основно правило што стои во една латентна форма. Прашање на време. Да, прашање на време е само тоа дека човекот како фактор мора да свати да почитува времето и да се прилагодува према него. Бидејќи сите турбуленции кои настануваат, сите тие непредвидливи штети кои се настануваат, тука мора да има фактор. А фактор е човекот. И неодговорните постапки кои ги прави према животната средина. Ние за времето имаме навистина добра елаборација. И јас го обсервирам времето како оваа година дека не беше пријател на земеделскиот производител. Тоа да бидеме искрени. Бидејќи тоа мрзање што настана, кај тие ово што видиш што веќе ги рековме, кај виновата лоза, отиде во друга крајност, каде што имавме температури плюс 40 степени Целзиусови. И сега житничарите, јас имам контакти со луѓе добри производители на жито од Битола, викат: професоре, имаме топлотен удар. Житото, бидејќи во февруар, март во Битола падна убав дожд. И се радуваа луѓето дека ќе имаат принос и преку 8 тона. Меѓутоа тоа не е сега така. Они сега на вистина се разочарани, бидејќи рандманот на житото го немаме со тој топлотен удар. Класот не можеше да се изфрли и да направи квалитетно зрно со добра брашљавост и добар рандман. И вика, тоа жито што го добивме во Свети Николе пред неколку дена ми се јавија 1500 килограма од хектар. За разлика од Панонија, каде што од 10 до 12 тона по хектар берат. Значи, тука со еден збор, времето е факторот што одлучи, бидејќи ние, свесно или не, посебно агрономската струка, мора да бидеме свесни дека секој производ кој го произведуваме, почнувајќи од 50, 60 до 98, кај краставицата посебно, главниот состав е водата. Она е трансформаторот на храна. Она го гои плодот, она ги дава тие органели во видот
и квалитетот што го поседува. Кога сме тука кај водата е значењето за обстојбата на културите, што вели долгорочната прогноза? Ќе го имаме ли ова долго сушно лето или ќе имаме период со врнежи кои што треба да ја подобрат хидроложката состојба и дали тоа подобрување ќе го подобри и квалитетот на земјоделските култури? Пореметувањето е евидентно. Јас ќе се повикам на она традиционална стара честа навика кај старите искусни земјоделски производители, вели до Петров ден, ако заврне убав дожд, ќе имаме убава година. А ние на Петров ден, кој беше пред неколку дена, имавме пеколен ден со некакви локални врнежи по некои локалитети и буквално тоа отиде. И сега што е значајното и што мене ме загрижува? Сите акумулации се скоро на техничкиот минимум. А тие сега, друго водостопанските организации, мора да кажам, дека се унакажани, недобро организирани, кога во тој пеколен период тие треба да бидат тие спасители за нормално наводнување на површините под било која култура. Виновата лоза после оплодувањето. Сега, таа бара неограничени количини на вода да го изгое гроздот, да врзе шекерност и да диференцира папки за наредната година. Наместо тоа, ние имаме стварна мака. Јас пред 2-3 дена имам клиенти од Београд. Тоа е на Балканот најјакото место за добро производство на грозје. И овие производители, жал ми падна, кога рекоа, вика, доаѓаа и едни и други на власт, сите ни обеќа дека во Београд, како типна почва и експозиција која има можности за најквалитетно грозје за европскиот пазар, ние мора да изградиме водоводна мрежа за да има наводнување. Дел од луѓето, млад производител, сега незгодно е да го употребувам тука, со цистерна носи вода да ја навади одрената. Добро ја заштител, добро се, без вода не може да екзистира. Бидејќи водата е трансформаторот на сите работи. Колку и ѓубре да си ставил, ако нема вода која ќе го поприма тие додасмотски притисок да владае, нема принос од грозје. Или пак се ќе биде на уштрб на квалитетот на грозјето. Кога сме кај квалитетот на грозјето, несомнено е квалитетна и навремена заштита. Како стојат тука работите? Значи, на што треба во овој период да внимаваат лозарите? Дел од нив повторно своеглаво прскаат по неколку пати, дел се водат по на стручна препорака. На што треба да внимаваат во овој период? Точно е тоа, дека произволната заштита уште владее, иако ние во овие едукативни емисии збориме. Кавадарци има стручни луѓе. Треба да бидат максимално искористени по однос на тоа да имаме квалитетна стручна заштита. Не да растат бројот на апотеките, него моментите кога треба да се примени кое средство, во која концентрација и доза, во кое време, нивната компатибилност и да имаме квалитетно грозје. Наместо тоа, ние навистина имаме едно шаренило, некој прскал 8 пати, некој 5 пати, некој 3 пати. А прскањето сепак мора да сватиме дека е стручна работа. Со следливоста на температурата, влагата и така натаму, да се одредат правите моменти со правата количина, бидејќи сега сме сега гроздот е веќе во форма на бобица. И тука мора да имаме обзирност на тоа. Пример, сега секој земјоделски производител мора да знае дека нема тука можности за фикомицетните габи
кои за нивна инфективна активност барат влага. А ние влагата буквално ја немаме. Но ако ја немаме влагата, ние имаме идеални услови за појава на пепелницата, која со своите лузни кои ги прави на зрната, покасно со порастот на зрното доаѓа до пукање и тука доаѓа ботритисот, кој за асталските сорти значи многу, едно зрно да се оштети, тоа почнува одма да целиот гроз да се уништува. Тука треба да се знае дека сега да се внимава на пепелницата. Не е целта да се применат 2 или 3 фунгицида за пепелницата, него моментот кога да се примени, количината на раствор и времето кога се прска. Значи тука со еден збор струката, која морам да кажам, со рушењето на тој систем на вредности во нашата држава, со градење на многу факултети, со многу стопански комери, земјоделскиот производител е обезглавен и произведува стихиски. То мора еднаш да се прекрати. Бидејќи имаме 35 до 40 служби, формално правно тоа, служби за унапредување на земјоделието. Јас искрено ќе кажам, да се оди на терен, лично кај производител, да се праша дали дошол некој од Министерство за земјоделие, агроном, да ви помогне за заштита на растенијата кои ги одгледувате, за исхрана на растенијата, за една комуникација да има. Тоа е мислена именка. Сега прашаме зашто постојат тие служби. Каде е поврзаност, каде е функционалноста на таквото нешто? И како ќе одиме кон европскиот пазар? Со тоа дали не сака Бугарија или не? Не. Ние, ако имаме луѓе духовни, кои си ја сакаат државата и кои ќе сватат дека стожер во Македонија е аграрот, ако ние имаме успешен аграр, по можности органско производство, не ни треба папирологија и поглавија. Европскиот пазар го препознава квалитетот, ќе го плати квалитетот и ќе каже таква земја која ствара храна нам ни треба. Не да се препираме со бугарите, да кажат дали сме бугари или македонци и другите земји да гледаат со презир. Меѓутоа, ние немаме основата, базата ја немаме од луѓе кои го крчмат буџетот и кои треба да сватат дека ако земјоделецот има, ќе имаат сите и ќе имаме држава. Зошто? Храната, сега се враќам на вашата многу добра реченица на почетокот, храната ќе биде најјакото оружје во светски размери. Земја која ствара храна, по можност и органска, таа ќе биде почитувана земја и секој кој има ќе дојде да ја купи. А ние, ако ви кажам колку е намалено производството сега, и сега, пазете сега, оптичка варка се прави како да сме успешна држава. Зелката беше 30 денари. Затоа што имаше минимални количини од тие температурни шокови, голем дел се уништи. И доби цена од 30 денари и производителите кои произведуваа беа задоволни. А која е количината? Тоа е друга ствар. На колку хектари се одгледува? Тоа е друга ствар. Сега, таа оптичка варка, статистиките што ги дават некои излетани податоци, ние имаме фрапантно намален сточен фонд. Имаме уште узурпација и трансформација на плодно првокласно земјиште во градежно. Овие зони индустријски, па нека се градат, нека имаме развој на трговијата. Меѓутоа тоа ќе се даде на 6-та класа земја. Инфраструктурата ќе се направи асфалт, ќе му се даде телефон, ќе му се даде се на 6-та класа земја, нека оди таа индустрија. И морам да го кажам тоа.
Еколошкиот аспект на ниво на Република Македонија е во катастрофална форма, што ден со ден, еве сега, јас искрен ќе бидам, кавадарци покасно ќе го види тоа и со Фени, и со Дрекстермајер, и со сите оние, еве сега она иницијатива во Неготино да се гради некоја отпадна фабрика. Чекајте, луѓе. Па тоа е срцето на Македонија, каде што се произведува најквалитетно грозје, најквалитетни производи, што било кога тие ќе бидат побарани во светски размери. Рековме за храната, нели? И ред други работи, што еве сега нас не повлекува тоа што го гледаме, иако сакам емисијата да биде исклучиво едукативна за земјоделскиот производител. Сега ќе ми прашате за виновата лоза, тоа ќе ми биде задоволство да кажем на што треба да внимаваат производителите. Но тие работи што ги зборам, не ги зборам случајно. Тоа боли бидејќи сум јас секојдневно на теренот, каде што гледам производителот кој ствара храна, на место почитувам производител, он е маргинализиран. И трговската сфера ту за грозјето го девалвира, ту за јакманското јаболко го девалвира, ту за оризот го девалвира, ту за сливата го девалвира. Секој производ е начин. Со еден збор во Македонија гасењето на пожари стана со штрајкување на земјоделците зашто се девалвирани. А не да стратегијата да биде да секој производител да произведува за познат купувач, со позната цена, и неговите деца да останат на нивата, да кажат мене ќе ми биде добро бидејќи ми се откупува производството, добивам цена што вреди и мене животот ми е убав. А не секој млад човек гледа да му дојде пасошот и да бега во странство. Тоа политичарите не ги интересира. Нив како да го крчмат буџетот, едноставно кажано, од осамостојувањето, јас тоа го гледам, на кожа го чувствувам, дека чим дојде човек во политиката, тој мисли дека е дошол за сосема други работи, а не дека е избран од народот и да работи за народот и народот да му даде уште еден мандат. Имаме новини од фитофармацијата кои што редовно ги нудиме во емисијата, а тоа е делот од едукацијата на нашите гледачи. И тука предлагам да го погледнеме прилогот кој што презентира новини од фитофармацијата. Во овие едукативни емисии секогаш се трудиме да вградиме нешто ново кое е интересно за производниот процес во земјоделското производство. И тие новини навистина мора да кажеме дека импресионираат позитивно, затоа што оној скок кој го има направено посебно фитофармацијата како научна дисциплина која нуди нови компоненти, органски компоненти, не толку токсични компоненти, тоа е секогаш за поздравување, бидејќи секогаш нашата смерница од стручно-практичен аспект е да се заштити производството од штетните чинители, а при тоа да нема резидуи кои се опасни по здравјето кај луѓето. Меѓу тие новини, ние денес ќе кажеме нешто повеќе за една навистина новост која заслужува внимание, а таа се однесува за една болест која мораме да кажеме се занемарува како не толку опасна, како да е помалку опасна од пламеницата, а тоа се пепелницата и пепелниците по сите култури. Ние мора да кажеме дека од оној стручен практичен аспект дека пепелницата, за разлика од фикомицетните габи, односно пламениците, таа е секогаш многу по-подла, таа понекогаш е многу по-трајна и го следи производството до крајот на вегетацијата.
Ако за пламеници да кажеме дека чим дојде температурата над 28, 30, 35 степени, конидиите кои фруктифицира габата и кои праваат инфективен процес, при такви температури буквално тие, бидејќи се зависи од водата, се фикомицетни габи, не можат буквално да остварат инфективен процес. И сега веќе кога температурите се високи, гледаме дека пламеницата потешко ја остварува инфекцијата, а тоа е навистина една добра средина за развој на пепелниците. И затоа денес имаме еден коментар, едно представување на една новост, која за пепелниците ќе значи висока, ефикасна компонента, двокомпонентен препарат, кој ќе даде квалитетен чин на заштита на растението од пепелница. Да кажеме зборба за пепелниците. Пепелницата навистина во секој сегмент во аграрот, дали е тоа во цвеќарството, дали е тоа во овоштарството, дали е тоа во лозарството, значи градинарството. Пепелницата, кога и дојде условот, значи спарно време, високи температури, заситеност со влага, тие повеќе кратно и за многу кратко време ги остваруваат оние инфективни процеси и праваат навистина големи штети. Големата штета е тоа што зрното после оплодувањето, доколку не е заштитено од пепелницата, тоа бидејќи расте со тие меристемски клетки, омнаму каде што има инфективен процес од пепелница, се јавува некротична зона и што се случува? Крајниот епилог е овие клетки кои се нападнати од пепелница некротизираат, немаат, го губаат делбениот карактер, зрното расте понатаму и таа зона отпорот кој се ствара со растењето на зрното со другите клетки пука и тука веќе имаме пукање на зрното кое нешто обусловува инфективен процес за ботритесот како секундарен чинител. И тука за многу кратко време гроздот скапува и тука имаме навистина големи штети точно од пепелницата. И затоа нашата сугестија да никогаш не се занемарува пепелницата како еден чинител на многу големи штети, не само во лозарството, што сега го имаме и во Кавадаречко, и во Неготинскиот регион, во Белешкиот, Струмичкиот, бидејќи овие спарни периоди, овие нестабилни времења, каде што имаме идеален услов за пламеница, за пепелницата, тука таа сега тек ќе причини поголеми штети отколку пламеницата. И што е многу важно, нешто кое треба да се знае. Пепелниците при ова занемарување или непрочистување на гроздот, приликом прскањето, аерацијата која ја нема, тука пепелницата царува и прави навистина ненадоместиви штети. Затоа, нашата првична сугестија, пред примена на било кое средство, агротехничките мерки по однос на проветрувањето, агротехничките мерки по однос на прочистување на неколку лисја, иследливоста на температурите, компатибилната комбинација која треба да се примени заедно со овие средствата за пламеницата и гроздовите молци, треба да се пази која комбинација е компатибилна за успешно сузбивање и на пепелницата. Ние денес, по таа мала увертира, ќе кажеме за тој нов, високо ефикасен фунгицид, тоа е колисот. Колис, јас би рекол, спас за лозарите, па и другите култури, бидејќи пепелницата во овоштарството не е помал проблем, кај пиперките, во градинарството исто така не е помал, во цвеќарството исто така.
Значи, целата таа појава, која има своји одлики, мора да го кажем и тоа пред презентирањето на препаратот, таа основна одлика на пепелниците и пламениците, бидејќи оваа година имаме еден микс, токму во Кавадаречко-Неготинскиот регион, каде што тој микс се декларира, вика професор, јас немам пламеница, имам пепелница. Или обратно, имам пепелница, а немам пламеница. Тој микс што се ствара и одликата меѓу пламеницата и пепелницата, голем дел производители ми носат листови, гроздови и така натаму. Значи, одликата, тоа од професор Минев една наша практична работа, пепелницата сегаш кога има инфективен процес, во насадот или листот кога, или гроздот кога го мирисниме, мириса на расипана риба. Тоа е дејството точно што го ствара таа. И таа сегаш инфективните процеси ги ствара на лицето, на листот, на гроздот, на ластарот и така натаму. Значи, таа е љубител на сонцето. За разлика од фикомицетните габи, каде што е пламеницата, таа чим ја виде сончев зрак, конидите и конидиофорите не успеваат и тук има прекид. И затоа сега голем дел од производителите викаат, пламеницата си го зема делот и ја нема веќе. Ја нема затоа што кога пекне сонцето 30 над 30 степени, а за неа е потребна и висока релативна влажност, конидијата и конидиофорите не може да фруктифицира едноставно мицелиумот и тука прекинува оној циклус и со еден третман се целосно санира појавата. Но да се вратиме на пепелницата. За колисот, како нов високо квалитетен фунгицид, тек ќе се слушна и јас сум убеден дека секој насад паметен лозар кој има своje знаење ќе користи колис. Зошто? Тука други побуди нема, освен еден прав стручен пристап за вредностите на таквото средство, кое во светски размери има постигнато една суштинска голема суштина по однос на квалитет на заштита на сите култури. Активната материја на колисот е боскалитот и крезоксанинот метил, што е фактички прв стробуралин кој фактички е применет во лозарството и тоа во светски размери. Што сакаме со тоа да кажеме? Двокомпонентноста која го има препаратот, со што не сакам да ги замараме земјоделските производители. Нивната кохезионна, компатибилна суштина и делување од после, може и пред цветањето, после цветањето, тука се главните суштини, овој двокомпонентен препарат, кој акрипетално фактички ја опфаќа целата лоза и тие зрна каде што имаме најмногу стомени отвори и каде што имаме почеток на инфективен процес од пепелницата. Со тој третман, може би со минимална доза 0,03 на 100, тоа е висока ефикасност, висока економска оправданост и трајност по однос на заштитата, бидејќи тие две компоненти се подпомагаат по однос на втората компонента, како депо служи за понатамошно продолжено делување на и ефикасност на средството. Значи, тие активни материи се навистина доста
сплотени и делуваат заедничко по однос на ефикасноста на делување. Кога? Затоа што многу од производителите велат, мене прска со тоа, пак ми се појави пепелницата. Значи, периодот на користење, што се поставува со диагнозата, фазата на примена, следливоста на температурата и другите услови, развојот на виновата лоза, се важни сегменти од стручно-практичен аспект за која се и тие едукативни емисии главна оска е важниот чин на успехот. Значи, високата ефикасност со стручниот пристап на правилна, навремена диагноза, запазување на концентрацијата и дозата, го постигнуваме оној суштински дел на ефикасност на препаратот. Кога е најголема и најопасна она суштина, кога може пепелницата да ни земе дел од производството? Знаеме дека кога е зрното младо, после цветењето, доколку има можности по прецветувањето, прва прилика да биде еден комплетен чин на заштита на виновата лоза, комплетно од пепелницата, од пламеницата, од гроздовите молци, кое нешто е суштинско и важно за тој период. Значи, наместо да ние закаснеме со интервенцијата, после тоа на младото зрно видиме пукнатини, каде што рековме влез за ботритисот, за други оболувања, пеницилиум и други оболувања, наместо тоа ние, ако на време го испрскаме, нема да имаме тие покнатини и фактички ги немаме тие влезни врати за остварување на инфекциите од пепелницата. И успешниот чин на заштита, навремен, фенофазен по прецветувањето, нас ќе ни обуслови да ние на крајот, пред зреењето, сега сме веќе во фаза на кој е успешно заштитил од пепелницата, а многу луѓе сега ќе имаат проблеми со пепелницата, доколку не преземаат редовна мерка на заштита, ќе имаат пукање и веќе, за месец дена ќе имаме веќе почеток на оние рани сорти на берба и тука ќе имаме, ако имаме врнежи од дожд, а имаме турбулентна година, ќе имаме навистина еден чин на нештата каде што ќе имаме ботритис, ќе имаме расипување на грозјето, па чистење и сите тие работи кои ги предизвикува со својата симптоматика пепелницата. Што е важно да се знае? Пепелницата и сите болести да бидат санкционирани, неминовно е стручното знаење по однос на таа активна материја за која избориме, неминовно е да се знае концентрацијата или дозата, што треба да се применат, неминовно е да се знае времето кога треба да се применат и тај квалитетна апликација со микронизација на честиците, што подразбира квалитетна и подолготрајна заштита. Затоа што млазот, филмот кој го направи квалитетна дизна од распраскување, тоа значи и квалитетна заштита. Зошто? Затоа што целата филозофија во заштитата е да ние квалитетно го опфатиме целиот чокот, целата лисна маса, зрната и така натаму, затоа си овие вентилатори и турбуленциите што ги ствараат турбата за целосен опфат, патогенот кога налета на испрскана површина да не може да ја оствари инфекцијата. Тоа е успехот на заштитата, тоа е целосната филозофија на заштитата. Ако се бренелите со голем диаметар, ќе имаме поголема потрошувачка на средства и ќе немаме ефикасноста што би ја имале при поголемата микронизација на честичките.
Кога се оди за економските параметри, што е многу важно, дозата на примена на препаратот. Значи, колисот применет со 0,04 до 0,05%. Тоа значи една фантастична економска оправданост и квалитетна долготројна заштита на виновата лоза од пепелницата. Кога зборам виновата лоза, сватате го тоа дека се однесува и за овоштарството, се однесува и за градинарството, значи се работи за двокомпонентен препарат за кој зборавме, тој боскалит, тоа е спас од оние брзи и серијални инфективни процеси што пепелницата знае да ги направи за кратко време. И голем дел лозари велат, професоре, ме превари, вика, пепелницата. Бидејќи малку спурно време, малку оние најниски места, додека видиш таа прави чуда, опфаќајќи го целиот грозд, го прави брашнаст. И тука веќе епилогот ќе биде пукање на зрната и немање на квалитет од виновата лоза. Посебно се однесува тоа за асталските сорти кои треба да бидат со органолептичкиот поглед. Тоа зрно да биде со прашецот, а наместо да биде чистено и сечено од зрна кои се биле повредени, спукани и така натаму. И при крајот да кажеме, колисот како новост. Ние не го преодицираме со некои епитети други, освен квалитативниот двокомпонентен чин на негово делување, со механизмот на делување во текот на цела вегетација и со резултатите кои врвни светски производители и на винова лоза во Франција, и на овошни видови во Калифорнија и така натаму, таа двокомпонентна комбинација веќе е влезена во номенклатурата како една од најефикасните средства за успешна заштита од пепелниците. И мора да кажеме и тоа, стручноста и стручниот карактер, стручниот совет, бидејќи во овие едукации секогаш збориме, пристапот према било кое средство, да тоа не го изгуби авторитетот, што често се случува кај некои наши производители. Го пробав, професоре, тој препарат, меѓутоа не ме задоволи, не ми даде резултати. А дали го тој применил во моментот кога треба? Дали го тој применил во концентрацијата или дозата која треба? Дали тој го применил со толку раствор по хектар површина? Тоа се сегменти кои се од струката. Тука е знаењето на правиот стручњак, што треба на земјоделскиот производител да му даде смерница. Мешањето, компатибилноста на средствата. Се знае дека ако имаме 3-4 средства, прво, дали се компатибилни меѓу себе, второ, дали тие со една заедничко делување го даваат тоа што треба да го добиеме од препаратот кој го употребуваме. Во случај за колисот ние од стручно-практичен аспект ќе кажеме новост за Република Македонија, која во догледно време ќе стане традиција за успешна борба против сите видови, сите пепелници по различни видови култури. Тоа го зборим од причина што во цвеќарството имавме прилика со 0,03% само, помалку и од таа, да добиеме фантастични резултати. Скај лозарството да се направи со тој акрипетален дел, што има функционалност кога влезе во физиолошката, во физиологијата на растението, да ја едноставно стопира пепелницата во нејзиниот развој и секако квалитетот на прскање, периодот на прскање и сите работи кои секој земјоделски производител, дали е тоа лозар, дали е овоштар, дали е цвекер, дали е градинар,
треба да има консултација со стручно лице со цел средствата кои ги ние збориме да ја постигнат саканата содржина на ефикасност, од кое нешто ќе има економски и еколошки нетоксифицирано производство, кое ќе одговара за нашиот и за европскиот пазар. Професоре, слушнавме што нуди фитофармацијата како новост во заштитата. Сосема за крај, вашата порака до нашите гледачи. Да. Ние во овие наши едукативни емисии подолго време во лабораторијски услови ги опитумуваме овие нашите прилози да бидат сватени, прифатени и применувани во земеделското производство. Не случајно сега го даваме колисот. Пред малку реков за лозарите сега да прскаш со некаков препарат за пламеницата, тоа е навистина непотребно. Но за пепелницата мора и ботритисот секако мора да се внимава, бидејќи при евентуални врнежи од дожд, секој инфективен процес кој бил на зрното, кое е сега во фаза на формирање. А сега се мачаат производителите да наводнат и така натаму, зрното треба да расте, а има некоја најава дека ќе имаме некакви дождови, може би поштетни отколку корисни, бидејќи сите сега инфективни процеси од пепелница со растење на зрното пукнуваат. И тука имаме развој и на ботритисот. Затоа во овој период колисот како последен по однос на ова треба да биде применуван стручно, бидејќи се работи за еден квалитетен, високо квалитетен препарат кој дава фантастични резултати. Некогаш има импулси од теренот, а тоа е практика за некои земеделски производители кои нестручно приидуваат на примена на препаратите и се случува да каже овој препарат не ми даде резултати. А тој нема следливост ни под кои температурни услови го употребил, дали е почнат инфективниот процес, во која концентрација и доза, со која микронизација на честичките тој отишол, и тука автоматски препаратот е дежурен виновник. А не да се свати дека стручниот пристап или некој од таа гарнитура на агрономи, виши агрономи, денек можно е фабриката да ја намали концентрацијата. Едно БАСФ или едно Баер или било кое тие препарати имаме, да си земе за право да ја разложи концентрацијата. Па тоа оди на меѓународен суд и фабриката ќе биде затворена. Тоа не смее да го направи. Сега, нашиот пристап со нестручност, незапазување на концентрацијата и за дозата, не следење на временските услови, значи, под кои услови, со која микронизација на честици, со која количина на раствор треба да се оди по хектар површина. Сите тие сегменти треба да ги знае заштитарот и да ги пренесе на производителот. И производителот со таква примена ќе каже препаратот е мој сојузник. Зошто? Ми го заштити лозјето од таа и таа болест. Затоа ние во овие наши едукативни емисии ќе продолжиме сега со овие најнови средства, каде што хемиските индустрии се освестија да не произведуваат и се во забрана воопшто препаратите во прва група отрови. Сега имаме еден спинтор, еден колис, значи имаме препарати кои имаат 1-2 дена каренца, а немаат никаква токсична творба. Значи, слободно може да се слободно, посебно за пластеничкото производство, за белокрилката, за тутата, за тоа, за он. Значи, има новини кои треба сепак производителите да ги предпочитат и да ги спроведуваат така како што треба. Нема потреба тој од 10 пати да прска.
со следливост, затоа што ние ако првата генерација од грозовиот молец, примерно, ја успешно следиме и ја добро пресечеме и уништиме, немате вие тогаш опасност со втора и трета генерација каде во фаза на зреењето, пак тука со оштетувањето на ларвата на зрното, па доаѓа ботритисот и така. Тоа е веќе колатералната штета. А ако ние имаме, пример ова година ние имавме лет на гроздовиот молет, бидејќи уште во февруар-март имавме плюс 30. Имавме првични летови на гроздови молци кои се ите како една позитивна околност, бидејќи тогаш исполнета температурна сума, тој не може да обстои и не може да снесе јајца, лозата уште не е тргната и тука имаме еден убав момент. Тоа многу малку од агрономската струка го препознаваат, бидејќи ја специализирав токму на гроздовите молци. И тука ние со доброто познавање, бидејќи за нас пламеницата, пепелницата, ботритисот, фомопсисот, еската, молците, тоа се за нас објект за проучување. Тие имаат свој биолошки развој и струјочњакот, ако има добро знаење, сплоено со практиката, тој ќе знае во кое време треба да третира за да не дозволи фруктификација на милиарда конидии, од ако ја фатиме примерната зараза и не дозволиме фруктификација, ние нема да дозволиме да ни пламне лозието. Примерно зборам. И има и други работи. Но, таквото нешто, ние ќе го сведеме на едно. Почитување на струката, на правите стручњаци, не оние комерцијалисти кои живеат да продадат кило препарат, него правилен пристап кон производителот да тој примени во моментите тоа што треба, со количината што треба и крајниот епилог заштитата да му биде успешна и тој да има квалитетно грозје да излезе на пазарот. Благодарам, професор. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на Агроспектар. Наш и ваш гостин, професор доктор Исто Вучков. Слушнавте совети за заштита на виновата лоза. Имајте секое добро со нашата програма.